Македонскиот ракометен шампион и во сезона 2027-2028 и натаму ќе зависи со вајлд карта за учество во Лигата на шампиони, односно ќе нема сигурно место во елитното европско клупско надпреварување. Македонија имаше сериозен напредок на клупски план. Новиот клупски рейтинг на Европската ракометна федерација не ја овозможи на Македонија да биде во топ 10. Според рангирањето на ЕХФ, кое е врз основа на резултатите од последните 3 сезони, односно од сезона 2023-2024, 2024-2025, како и од ланската сезона 2025-2026, Македонија се искачи за едно место и сега е на 11-тото место со коефициент 30,67. Пред нас е Норвешка, која затвара топ 10 листата на федерации чии шампиони имаат сигурен пласман во Лигата на шампионите. И во сезона 2027-2028 Лигата на шампионите ќе се игра со 24 екипи поделени во 6 групи со по 4 екипи, а федерациите кои ќе имаат сигурно место во елитното европско надпреварување се Шпанија, Германија, Данска, Франција, Унгарија, Полска, Португалија, Романија, Хрватска и Норвешка. Секоја федерација, вклучително Македонија, ќе треба да аплицира за вајлд карта со цел да обезбеди место во Лигата на шампионите. Меѓутоа, добри вести доаѓаат кога е во прашање Лигата на Европа или второто по ранг европско надпреварување. Новиот рейтинг на Европската ракометна федерација овозможи Македонија да има место повеќе во Лига на Европа. Тоа значи дека доколку македонскиот шампион добие вајлд карта за настап во Лигата на шампионите, тогаш второпласираниот и третопласираниот од Суперлигата директно ќе обезбедат место во групната фаза од Лигата на Европа. Новиот рейтинг отвора простор за многу подобри можности за македонските екипи на европските надпреварувања од сезона 2027-2028, а благодарение на одличните настапи во изминатите 3 сезони.